Шесто одделение, тема број 1, множество на природните броеви. Ќе ги разгледаме прашањата под реден број од 94 до 98. 94 прашање. Со кое равенство бројот 210 е представен како производ од прости множители? Ќе го напишеме бројот вертикална цртичка и се прашуваме се со кој прост број е делив. Со бројот, бидејќи завршува на 0, значи делив со 2. Делам со 2. 210 поделено на 2 е 105. Завршува на 5, значи делив со 5. 105 поделено на 5 е 21. 21 е делив со 3. Се добива 7. И уште 7 е делив со 7, дојдов до единица. Постапката е завршена, која ќе добијам овде број 1. Одговор е производ на кои броеви, на кои прости множители? 2 по 3 по 5 по 7. 95 прашање. Со кое равенство бројот 252 е представен како производ од прости множители? Иста задача, иста постапка, го пишуваме бројот, бидејќи завршува на 2 е делив со 2. 252 поделено на 2 е 126. Нели 126? 2 по 6 12, 2 по 2 4 1 5, 2 по 1 2. Завршува на 6, значи пак ќе делам со 2. Ќе добијам 126 поделено на 2 е 63. 63 9 е деливо со 3. И со 9, меѓутоа прво со 3 ќе делам, па пак со 3, со 9 директно не, затоа што 9 не е прост број. 63 поделено на 3 е 21, 21 го делам со 3, ќе добиам 7 и уште со 7 ќе делам сега. Значи бројот 252 е производ на кои прости множители? 2 по 2 по 3 по 3 по 7. Или тоа се пишува, или таква варијанта ќе добиете во точниот одговор, или 2 се јава колку пати како множител? 2 пати. По 3, колку пати се јава? Еднаш, 2 пати. И 7 се јава еднаш. 96. Во множеството на природните броеви, бројот 1 нема. Множеството. Се извинувам поради тоа што не е убаво, тоа сум го напишал. Бројот 1 нема свој претходник. Во множеството на природните броеви нема свој претходник. А во множеството, проширеното множество на природните броеви има, тоа е бројот 0. 97. Множеството сите делители на бројот 92 е. Сите делители на 92. Ако сакаме да разложиме на прости множители, ќе имам 92 поделено на 2, 46. Па 46 поделено на 2, 23. Па 23 поделено на 23 е 1. 23 е прост број. Сите делители се 1, 2, 2 по 2, 4, 23 и самиот тој број. 92. Не сум ја затворил заградата? Да, сум ја затворил. 98 прашање. Најголемиот број со кој кога ќе се поделат броевите 845 и 275, остаток во двата случаеви е еднаков на бројот 5. Кој е најголемиот број со кој кога ќе се поделат броевите, остатокот во двата случаеви е еднаков на 5. Кој е тој број? Најголема можност е да не сум го запишал тоа убаво. Значи, кој е најголемиот број со кој кога ќе се поделат тие два броеви се добива и во двата случаеви остаток 5. Тоа е бројот 30. Како е дојден до него? Бидејќи остатокот е 5. 845 минус 5, 275 минус 5. Ги добив броевите 840 и 270. Делам со 10. Имам право да делам со 10, иако не е тој прост број. Овде не ми барат да го разложам, да ги разложам на прости множители или да барам на ЗС и да барам на ЗС, пак можам, смеам да делам со 10.
Ке добиам по една нова помалце, 84, а тука 27. И двата се деливи со бројот 3. 84 поделено на 3 е 28. 27 поделено на 3 е 9. Нема друг број, освен бројот 1, кој ги дели во исто време 28 и 9. Производот 10 по 3 е 30. Значи, кога тие броеви ќе се поделат со бројот 30, ќе се добие остаток и во едниот случај, и во другиот случај бројот 5. Ги разгледавме прашањата, благодарам за вашето внимание.